Лека ноќ граѓани на земја членка на НАТО. Со 2 номинации за Оскар, добар скор на финалето во Евровизија и 3 сендвичари во Скопје од глобално познат фастфуд ланец за пилешко. Вие гледате вчерашни новости. Лека ноќ од мене. Ако имате мамурлак од продолжен Трифон или Валентин, вие сте на правото место. Останете со нас за да се отрезните или да избркате девојката од дома со нашите содржини. Тоа не би можел ни јас подобро да кажам, колешке. Епа, да видиме што ќе видиме. Дознаваме кои се придобивките од рамноправното членство во НАТО. Ние сме сега членови на најголемата воена федерација во светот. Алфа и Буби во нова акција. Дечки, не се договаравме вака, бе. Вчерашни во живо од еден погреб. Се собравме денеска во овој тажен ден. Таман се решив да ја средам колата и ми звони жената. Миличок, тука има промоција на ботокс. И сега што да правам? Да ја средам колата или да ја средам жената? Жената или колата? Колата или жената? Ќе полудам. Доста е со глупости. Кредисимо, пари на време. Со Кредисимо ја средив и колата, и жената. Во светот, создаден според потребите на возрастните, двама лечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано заднато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Слушнавте ли за нашите нови каматни стапки? 4,9% фиксна за првите 2 години. 5,9% променлива за остатокот на периодот на отплата. Максимален износ на кредитот е 30.000 евра, со рок на отплата до 95 месеци. Потрошувачки кредит на Комерцијална банка. Тинекс, секој ден со вас, од сега и онлайн. Посетете ја нашата интернет продавница на e-tinex.mk и купете ги саканите производи со само неколку кликнувања на вашиот компјутер или мобилен телефон. Купувањето никогаш не било побрзо и поедноставно. Тинекс, со еден клик до дома. Две компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Секој прв Кредисимо да плата до 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. Оваа недела како да изобилува со историски моменти. Имено Македонскиот парламент ја изгласа ратификацијата за членство во НАТО. За придобивките од рамноправното членство во оваа северноатлантска војно-политичка организација истражуваше нашиот Кузман Статива. Така е, студио. Многу сме јаки сега после влезот на НАТО. Овде зборувам со генерал Јанковиќ. Генерале, што значи влезот на НАТО за нас? Што значи, па е голема работа. Ние сме сега членови на најголемата воена федерација во светот. Нели го кревавте знамето во февруари? Па добро, во февруари го кревавме, пред влада го кревавме. Сега го кревавме тука пред собрание и трет пат ќе го кренеме повторно кога ќе влеземе. Знаете како? Со секое кревање на знамето ние сме поблиску до НАТО. Во кое сме влезени? Тачно. А сега ако не нападнат русите, ќе ги смачкаме? Па не, видете, НАТО не е само тоа, НАТО гарантира многу други работи. Па ја видите само во овие мисии Авганистан, Сирија, Ирак, па да не беше Авганистан, па пола Куманово живее од тоа. И тоа гарантира и други на макроекономски план ќе има, политичка стабилност еднак има и така. Така, а сега платите ќе дојдат над 500 евра. Образованието ќе биде финско. Ќе се вратат нашите од странство. Ќе се вратат, не одма, од понеделник. А грците ако не нападнат, ќе ги смачкаме? Ама сега сме ние со грците сојузници и они се во НАТО, мислам. Па добро, кого можеме да нападнеме вака? А зошто би напаѓале? Па нели нападот е најдобра одбрана? Ама ти изгледа немаш војска служено. Ајде, ве молам ова интервју. Ако немам служев цивилно, гинекологија чаер. НАТО.
Колку моќно звучи тоа. Освен ако не е кажано на хелиум, тогаш е смешно. Како и да е, Македонија ќе стане дел од алијансата, на иста маса со САД, Германија, Албанија и Црна Гора, а тоа веќе покажува резултати. Според информациите на Заводот за статистика, дури 94,7% од граѓаните помирно спијат откако Македонија влезе во НАТО. Ефектите беа почувствувани веднаш и во салата на собранието додека се гласаше влезот во НАТО. Видете го само овој мир. Што ли сонува? Македонија во Европска унија, себе си во Европски парламент, зајачина, телетабиси, кој да знае, но гледката на овој мир и спокој, спонзориран од НАТО, ни ги топли срцата. Најшукар на свет. Не спијам, туку многу вредам, па гледа дури и кога ќе трепнам, ќе рече Амди Бајрам за Фокус. А ние да продолжиме со вестите. Првиот пат секогаш се памети, до крајот на животот. Сепак, тука не зборуваме за таков прв пат. Ова е нешто сосема невино, приказна, која ќе ви ги стопли срцата. Брзо бе, доаѓај проводе! Снимај бе! Абе снимам, дојди! Види го. Гледа го. Пропуштив нешто или? Не бе, не гледа. Еј, чекај, прозбори. Леле, види го. Да. Прозбора, види го. Течно, ко голем човек да е. Абе, кај си ти бе? Леле, знаеш шо? Радосница ќе му направам. Да знаеш. Се сеќаваш ли што ми зборуваше мене за машти, за свекрвати, за золвати? Мачето ти го возев, ороспио. Дај жити се да го извадам овој мојов. Што и да сакал да извади авторот, тоа се само мал дел од репликите од ова сензационално судење во милион продолженија. Оваа шпанска судска серија, помешана со моден серијал, крими драма, реалити шоу, ќе нас занимава уште некоја недела додека ова не стане тажно. А до тогаш медиумите ќе известуваат со уште нови и поглупи извадоци без никаков контекст. Со донесувањето на законот за јавното обвинителство со кој бомбите веќе не постојат, се донесе член со кој истите не смеат да бидат ни во меморијата на граѓаните. Бришењето на амнестиите и бомбите почна како проект во јавната администрација, а се планира да се продолжи кај сите 32 што останаа да работат приватно. Се наоѓаме во институт во село Русиново, каде што наскоро ќе почне бришењето на меморијата за бомбите. Како оди процесот? Втор клик и делители? Не, тоа за мозок не функционира. Ние имаме многу посовремени методи, пософистицирани, сега ќе ги покажеме. Дали ти ги памтиш бомбите? Да, ги памтам. Она која му вика со динамитот ќе рушиме или она со која збор. Гледаш како, али ова е попримитивна метода, имаме ние многу посовремени. Ај, колешки! Кај си ти, директоре? Абе, началниче, бе, тест нема, не се чулен. Не. Докторе, абе, ова што ми бришавте преска, што требаше да ми избришате, многу глава ме фркна нешто, да не нормално ли е тоа? Ова честа појава? Не, ова е, обично ги боли гъзот, и главата, некоја нус појава. Ај, сачекај надвор да завршиме со колегата, па ќе да викнам папостот. Ајде, да. Ајде. Го знам и ова. 27 април, најцрниот ден за демократија да уништи све што е свето. И ова го знам. Ова е владењето на ВМРО. Ете, гледате, готово, фала. Носите го ој. Готово. Фала ви, докторе, ми ги отворивте очите. Фала ви многу. Мислам, ја до сега не гледав ништо, али сега, фала ви. Фала ви. Ете, готово ги заборави бомбите, ова гарантирам ова. Сакате и вас сега да ви избришам меморијава? Не, ова е перење мозок. Не, за да е перење мозок треба да имаш мозок. Ова, граѓани, тоа е, мислам. Студио. Тажно радосна вест. Пред Спанското езеро изгуби вода колку за 2 дојрански езера, заедно со мокрачата на туристите во Дојран. Што по пресметките е многу вода.
но надлежните смируваат. Повлеквањето на езерото отвора многу можности. Со повлеквањето ќе има појќе простор за прославите на годишнините од Преспанскиот договор, па сите кои ќе сакат да ги видат Аца Лукас, Цеца и Мими Мерцедес, ќе може да дојдат. Покрај тоа, другиот дел ќе биде даден под концесија за приватно јавно партнерство за паркинг за сите туристи во Охрид, а ќе остане и место за зграда наместено на куќата на Сунгеро Боб, за која се чека маркица од општина Ресен. Кој чека маркица покрај езеро у денешно време? Ако нема зграда, си градиш дивоградба. Ама појма немате овие од Дојран, бе. Мислиш Преспа? Јована, ај не ципи длачи, дај земи читај нешто таму. Кој политичар има најголема доверба меѓу граѓаните? Заев, Мицковски, Ахмети, Јанко Бачев? Кој да рековте од овие, не сте во права. Најпопуларен политичар е Ердоган. Да, Реджеп Тајип Ердоган, со популарност од 60% според анкетата на Брин, што значи дека најголем дел од граѓаните се уште патат од отомано носталгија, времето кога бевме под турско. А според сите статистики, тогаш и помалку македонци се иселувале, помала била невработеноста, помал бил јазот меѓу сиромашните и богатите, пониски биле сметките за струја, интернет и мобилни телефони, со што граѓаните веруваат дека најдобро е да се врати турско. Во очи Оскарите екипата на вчерашни присуствуваше на уште едни награди директно од Лос Анџелес на Пелагонија Битола. На наша гордост можам да ви кажам дека таму вчерашни начело со МНДГ ја доби престижната награда за најуспешен новинар од Кравари од страна на Битолската академија на науките и уметностите. Фала, многу фала. Биди да се расплачам од убо, ама нема се расплачам и затоа зедов напишав едно убо што е со неквањеко. Најпрви сакам да и поздравам сите што се присутни одеки и војно да му се заблагодарам на наградата што од малу ше сонов уште го работе во Радио Битола. Фала многу, многу среќен ме направите. Ама мора да си кажам некои работи што ме некват како битолчанец. Абе, паразити едни. Базено што рековте дека ќе го направите Шовети Бранково 96-та, Лјупчево 98-та и пак Бранково 2002-та, па Двојче и така натаму. Кај е базено? Кој треба да знај? Јаска треба да знам. Кој да му јави на Наташа? Абе, кој да му јави? Та треба сама да знај. Оти базено му е потребен на секој еден битолчанец да си онегва во воата, како што Рисо си онегва во моликата. Оти го нема Рисо појќе во моликата. И кој го извај Рисо од ресоите на Пелистер? Дали знај да ми кажи некој? Не е убаво вака што правите. Ако вака онегвате Битола, абе ќе се направам како Джакеро, како Джакеро ќе видите јас ќе ве онегвам вас. Паразити едни. И уште еднаш да ви се заблагодарам на наградата, фала многу и дома ќе видат среќни и може јас кој ќе нема сум дека. Фала ми. Чао. Културата е неисцрпна тема, особено после Медена земја, кога сите станавме експерти за култура и мода. А како културен народ, најмногу културата си ја покажуваме каде, Ацо? Опера? Не, на Шанк. Токму затоа одиме на Шанк со Чоки Црни и Хипикот. Да ми извинат однапред што ќе ги прекинам. Дечки, е честито од НАТО, Влеговме конечно, одма е друго, Со ми извини што ќе те прекинам. Што е друго, бе? Што е друго, бе? Седам дома, пуштам вести да гледам на Facebook, што да видам таму? Една рубрика нема таму за култура, една рубрика нема. А ја, пример, у месецот, ако не отидам барем на 2 представи, една изложба и со моторот на водно, ја не сум ја, бе, брат, Чоки не е Чоки. Извини што ќе те прекинам. Мала дегресија. Да гледам, правите муабет за култура, ама ги мешате малку работи. Ја, еднаш у театар прднав и одма реков пардон. Тоа е култура. Али после тоа сватив дека не сум прдан, него сум се посал. Тоа е некултура. Си признавам.
Има разлика. Извини што ќе те прекинам, памти ја мислата. Чоки, кажи бе за културата, многу ме интересира. Вака лично, персонално, како човек, како шанкер, како дипломат, како ти кажам. Извини, знам колку ти стало, бе, брат, ама што да кажам за културата, бе, што да кажам? Тоа кај нас е поише инцидент, место да биде правило. На што личи тоа? Тие пратениците таму зимаат по 6 филмски буџета за патни трошоци. Се знае, бе, брат, треба стратегија да земат нашиве третина од буџет да дадат за образование и за култура. Као што направија словенците у 91-а, третина за спорт и за култура. И кај се сега словенците? Извини, памти си ја мислата. Извини ти извини, ти памти си ја мислата. Не. Извини, ти памти си ја мислата. Чоки, словенците ќе лансираат сателит уште ме од себе. У иста држава бевме, кај сме ние, кај се они. Извини што ќе те прекинам, мала дигресија. Мене, например, сите ми викаат хипик, али ја као дете бев даркер и после станав шминкер. Се е до гардеробата, бе, брат. Али за разлика од ова селјачанава, мене цела гардероба ми е од странствове. Ова ми е од Петрич, ова ми е од Станки Димитров, ова ми е од Дупница, ова ми е... Кој знае од кај ми беше, еве. Извини, знам дека боли многу, ама иде женска, извини, знам за гардероба. Здраво. Дали работи кафичев? Работи, бе, маче, што пиеш? Све. Црни, ајде, не гледај. Све. Стај од тоа све и поише мраз од куќата. Што ти правте, моја? За култура, маче. Култура. А постолки и смоки во театар е култура. Или тоа што партиите вработуваат кого сакаат во представи, да играат во опери, да бидат диригенти или слично. Или можеби тоа што професорите им наредуваат на децата да одат во театар затоа што зимаат процент од продадени карти. Да им беше стратегија волку свесно да ја забаталат културата, немаше доволку да ја утепати. Извини што ќе те прекинам, маче, како го кажа, па ти си моја крвна група, бе, ти мужена ли си? Не, трудна сум. Па ти реков дека не е мажена, бе. И што ти е на тебе трудна била, па ја моторијам. А сега, со тешко срце одиме во живо од погребот на бомбите. На што? Never mind, тато. Да погледнеме. Емотивна атмосфера тука на гробиштата во околината на Основен суд 1, каде што наскоро треба да бидат погребани бомбите. Она кое што можеме да го забележиме се многу луѓе и многу емоции. Некој плаче, некој се смее. Како и да е, церемонијата започна, па да видиме. Другари, се собравме овде од најголемите партии кај нас, од СДСМ, од ВМРО, од ДУИ и јас сум од левица. Од тебе кој те викна? Осте го момчето со мене, продолжи. Вие си знаете. Се собравме во овој тажен момент за правдата, за граѓаните на Република Северна Македонија, за мене, за Република Македонија, за господинот. Ај него тупи, значи, тоа со името е за преднарод. Продолжи. Како и да е, се собравме за да ги закопаме бомбите. Ајде ве молам, кој какви има бомби, нека ги приложи во гробот тука да ги закопаме. Че сите бомби ги ставаме во иста гробница, бе. Ој личи на масовна гробница, бе. Ја што ви викав да земеме крематориум да ги запалиме тој пепел, да не остане трага, бе? Договорено е, трага нема да има. Ајде. Еј, каде бе ти со тоа? Ке не дигнеш у ваздух сите, бе? Бе, јас сум мислел дека ги закопуваме како на шара ваму што сме правиле. Каква шара, бе, ајде, ако имаш аудио материјали нешто става, ако не, како вчера да беше, кога ги слушавме универзална сала, па весело, па публика. Али лошо беа тонски снимени, мојот глас беше тапа. Треба подобра опрема, бе. Не се секире, опремата е више набавена тонски, него... Попе, ај превземите, молам, понатаму да завршиме овие формалности што се. Ти благодарам, Чедо, да продолжиме. Овде се собравме за мир и спокој на бизнисмените, политичарите, обвинетите, сите оние што се на земјата, на морето, на небесата. Нека живеат како богови, но да не ги заборавиме и оние што го изедоа од бомбите. Кажувај ги имињата. Ѓоко со Мерцедесот. Ѓоко со Мерцедесот. Чавков. Чавков. Кочан. Ченката. Оној како се викаше, бе? Да не ги спомнуваме сега овие што се у домашен притвор. Ајде да завршиме со ова побрзо. Вечна ја памијат, вечна не памијат, вечна заборавијат. Ајде, повелете, гробарот ќе превземе, подмирете што треба со борчета. Потопло е овде малце на сонце, знаеш дека?
Тоа е тоа студија. Вистината за Македонија замина во историјата. И не ме прекете повеќе по погреби и по болници. Владата со нова мерка, се со цел да го спречи иселувањето. Имено, веќе некое време 15.000 граѓани не можат да извадат лични карти и пасоши. До тогаш граѓаните ќе останат во своите домови и нема да се иселат од државата, што е гениален потек. Да погледнеме. Кој е одговорен за оваа гениална мерка? Не може да се договорат техничкиот министер Наке Чулев и техничкиот премиер и собственик на папагалчето Кико, Оливер Спасовски. Наке тврди дека постои злоупотреба во тендерите за набавка во кои учествувале повеќе министри, на што Оливер Спасовски реплицираше со: Додека јас бев во министерството немаше проблем ни со пасоши, ни со лични карти. Нека седне, нека го решава проблемот, наместо да кажува приказни. И секако познатото I'll be back. А неизвестноста и превирањата меѓу техничкиот министер за внатрешни и техничкиот премиер и понатаму траат. Освен за пасошите, Чулев реши дека ќе ги чешла решенијата за вработување на нови полицајци во Министерството за внатрешни работи. Во средината на несогласувањата се полицајците. Сепак тие како професионалци продолжуваат со работа која и те како ја имаат во очи Трифун и Валентин. Да погледнеме. Дали е Свети Валентайн? Нели е? Да, знаеш ти што сам спремила све. Знаеш ли куде ќе те воду? Знаеш какъв има хотел у Куманово? Боби, какво време бе, седам пред некој ден со министрот, ми вика Алфа, ти ќе бидеш главен. Што збори? Да бе. И влага премиерот, одма после него, вика нема ти да бидеш главен, друг ќе биде главен. Да не знаеш кого да послушаш, Соба, поглед на куде Кумановко реку. Послушай го едниот ќе најбаш од другиот. Послушай го другиот ќе најбаш од првиот. И у круг. Абе, Боби, ние секако сме ебани, што ти е на тебе? Кумановска бања лечи живци, лечи све. Не го слушай, ја организирав акција и те земав тебе да знаеш. Сам. Еј, им стигна храната, we have to move. И англиски, ај. Стој, не мрдај од сега саата, не мрдај! Не мрдај! Застани! Спушти лажицата доле! Не мрдај! Спушти лажицата! Одми! Што ми правите, бе, дечки? Уапсен си, одми! Немојте! Како уапсен? Зашто, бе? Зашто уапсен? Имате право да дојадете. Се што нема да биде дојадено ќе биде искористено и изедено против вас. Дечки, бе, чега, бе, што правите, бе? Мрдај! Тишина, мрдај! Хале! Хани, чекај! Дечки, бе, не се договаравме вака, бе. Требаше да ме соберете пред да нарачам јадење. Сега и за вас 200 евра и софра, тамо еден куп пари, многу скапо искочи ова, бе. Не, па сега скупо. 200 евра скупо. Тоа е пакетот. Имаш јадење, имаш пиење, имаш скара, имаш трска башка гратис. Имаш пента гратис, све што ќе уловиш си зимаш, а немаш дозвола, тоа ние ќе ти средиме. И за 3 дена те враќаме дома, бе, друже, со пратња као прав господин. Каква трска, бе, ти. Абе, кочере надвор, дајте нешто, има ли за некоја масажа со хепи енд? За 200 евра хепи енд бара са. Кај го има тој пакет? Пакетот е тој. Сега... Да, бе, шо да, бар ќе бидам рад 3 дена од оваа. Ајде, ајде, фала. Тоа е тоа, шо да прави. Бе, друже, биди среќен што ни текна за вакви пакети, бе. Знаеш колку поскупо можеш да пројдеш? Алал да вие, врши работа. Какви има? Ајде, се гледаме. Жак. Вакви акции ми се свигаат. Пакет за Валентин, дојдеш, го апсиш пред жена му и 3 дена е рад. А сега има вакви пакети из 8 март, ки има за годишнини, ќе си изнапзиме паричко од джеп. Леле. Ќе видиш. Ке има да него дај 100 евра. Нели пола-пола. Ајде, бе. Ја на шо ти личам, натидже? Ти што мислиш, пчела дека си? Како дај 100 евра? Не сум пчела, да. Као се вика пчела на англиски? Би. Би. Буби. Таман се решив да ја средам колата и ми звони жената. Миличок, тука има промоција на ботокс. И? Сега што да правам? Да ја средам колата или да ја средам жената? Жената или колата? Колата или жената? Ке полудам. Доста е со глупости. Кредисимо, пари на време. Со Кредисимо ја средив и колата и жената.
Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Мултивитаминска азбука за деца. Витамин А за добра кожа, добар вид. Витамин Б да сум мудар, да сум здрав. Витамин С да сум силна како лав. Витамин Д за цврсти коски, да сум прав. Форвита Kids мултивитамински сироп за здрави деца. Тинекс, секој ден со вас, од сега и онлайн. Посетете ја нашата интернет продавница на e-tinex.mk и купете ги саканите производи со само неколку кликнувања на вашиот компјутер или мобилен телефон. Купувањето никогаш не било побрзо и поедноставно. Тинекс, со еден клик до дома. Ево го Столе, тој е одличен малски играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćno движење. Дали ти има погодок? Гол! 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 Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Секој прв кредисимо да плата до 20.000 денари е со 0% камата и со нов подолг рок на враќање, веќе до 45 дена. Кредисимо, пари на време. И под небитно. И дојдовме до почетокот на вестите, додека не нема уживајте во звуците на политичките кампањи, нервозни возачи и нашите омилени предвестници на пролета, бесните моторџии. И не заборавајте да го фрлите ѓубрето низ прозор, да го опцуете комшијата и да паркирате на тротоар. Добро утро!